Скопје, ова е Скопје што го сакам, ова е Скопје за кое што живеам. Добро вечер, драги мои сограѓани. Ве повикувам на 15 октомври сите заедно, сложно, гордо и достоинствено да го зададеме последниот удар на режимот на бандата на Никола Груевски. Одлуката е во вашите раце. Масовно и гордо да гласаме за бројот 19 и повторно со пенкало да покажеме дека сакаме промени, дека можеме да добиеме промени со пенкало во рака. И конечно да им ја испратиме пораката. Скопје не е веќе ВМРО-вски град. Скопје е град на сите. Скопје го враќаме на граѓаните. Нема веќе партиски поделби, нема веќе етнички поделби. Почитувани мои пријатели, има уште малку од кампањата. Изминативе денови ги поминав сите скопски општини, поминав многу населени места. Се сретнав со многу мои сограѓани. Сите, ама буквално сите, ме пречекаа и ме испратија со истата порака. Да се обединиме за на Скопје да му ја донесеме слободата. Да се обединиме за во Скопје да го вратиме животот за сите. И да знаете, кога ве гледам вечерва, убави, насмејани, луѓе полни со надеж, знам, убеден сум, сигурен сум, слободата е тука, слободата е меѓу нас, слободата е нешто што си го зимаме назад, нешто што на 15 октомври како силен крик ќе крикне низ цело Скопје, низ цела Македонија. Драги мои, цела деценија сме жртви на политичкото, урбаното, криминалното, коруптивното лудило на ДПМН. Од Скопје направија свој вилает, градеа каде што сакаат, поставуваа споменици среде ноќ како најголеми криминалци на светот, сечеа дрва по полноќ како најголеми криминалци на светот, штитени од полиција. Менуваа урбанистички планови во 3 часот наутро. Водно го упропастија, сечеа дрва кај ќе стигнат, а нас, граѓаните, не оставија да се гушиме во чад и во смог. И ни велеа, седете дома, не отварајте прозори. Никола Груевски преку Коце Трајановски правеше буквално што сака со нашиот град. Затоа ве повикувам на 15 октомври да ставиме крај на ваквите политики. На Груевски и на неговите на Никола Груевски и на неговите извршители, Скопје, скопјани, Македонија, граѓаните на Македонија, да им дадеме еден голем црвен картон. И потоа заедно сите, сложно, да свртиме страница за едно поубаво Скопје, организирано и функционално. Драги мои пријатели, јас и мојот тим имаме јасна идеја и план како од Скопје да направиме европски град. Наместо барокни згради ќе правиме паркови. Нема да садиме палми, туку изгубеното зеленило ќе го надоместиме со дрвја што одговараат на ова наше скопско-македонско поднебје. Скопје за 4 години ветувам ќе стане зелен град, а не како досега град на стиропор и на необарок.
Огревот за домакинствата е еден од најголемите фактори во загадувањето. Затоа, како градоначалник на Скопје, во 2018 година ќе започнам гасификацијата на градот Скопје токму од населбите кои што не се приклучени на топлификацијската мрежа. Водно веќе нема да го соголуваме, туку повторно ќе стане рекреативен центар на граѓаните, а ќе обезбедиме и посебен сообраќаен режим за водно. Соголените делови на водно ќе ги пошумиме. Планината на Скопје ќе стане повторно неговата вистинска зелена оаза, нашите вистински бели дробови. Одлучни сме во намерата да се грижиме за зеленилото. Таму каде што има паркови, нема да се градат нови згради. Таму каде што ќе се гради, мора да има зелен појас наоколу. Нашето здравје, вашето здравје, потребата за чист воздух и чиста вода за пиење се наша света должност и наша обврска. Замислете, почитувани мои сограѓани, да имате таа можност со велосипед на посебна патека да стигнете од Кисела Вода преку Карпош до Ѓорче Петров. Или пак од Бутел низ Чаир до центар, повторно со велосипед, а при тоа да не бидете во сообраќајниот хаос. Тоа до крајот на мојот мандат ќе биде реалност. Нема веќе да дозволиме нееколошките кинески автобуси кои што за провизиите на Никола Груевски ги купи Коце Трајановски да не трујат. Наместо скапи нефункционален сообраќај, ќе овозможиме поевтин, добро организиран и еколошки јавен превоз на газ или со електрични автобуси. Интензивно и ефикасно ќе работиме на гасификацијата. Скопје конечно ќе стане град кој што работи за секој свој граѓанин. Скопје мора да биде место померка за живот на секој негов граѓанин, со подобар квалитет на живот, со професионални, ефикасни и брзи услуги на градската администрација. Ги почитуваме вашите потреби, го слушаме вашето мислење. Скопје ќе биде отворен, услужен град. Вашите идеи ќе бидат наша задача. Моја обврска, заеднички ќе ја градиме иднината на Скопје. Скопје, драги мои, е град на хуманитарност. Скопје за време на мојот мандат ќе стане град кој што поврзува луѓе со модерни квалитетни улици, дигитализирани и паметни сервиси за јавни услуги, комбиниран јавен градски превоз кој што функционира и е побезбеден. Го ослободуваме централното градско подрачје од густиот сообраќај на начин што ја пробиваме Илинденска со мост преку реката Вардар кон Ѓорче Петров и Волково. Со плански изградени улици и булевари ќе го растеретиме сообраќајот. Општините Бутел, Чаир и Шуто-Оризари ги приближуваме кон центарот со тоа што ќе го пробиеме сообраќајното решение одовде покрај влада со два моста под Скопското кале, онаму кај Дуњаџик, кај Пластичарска улица. Ќе ги поврземе аеродром и Кисела Вода преку пругата. Во Ѓорче Петров ќе направиме побезбедни улици и коридори кон Бутел и кон Чаир. За нас, сите скопски општини се важни. Скопје ќе стане вистински мултиетнички град, Македонија во мало. Нема веќе поделби, нема веќе привилегирани. Сите ќе бидеме исти, сите ќе бидеме едно. Промените кои што ги носиме ќе не сближат, ќе има соживот, пријателство, разбирање. И да знаете, неуморно ќе работиме за вас, за градот, за Скопје, да го вратиме на вистинскиот пат, на патот на просперитет, за на Скопје да му обезбедиме иднина. Младите генерации овде да ја гледаат својата шанса, а не да бегаат низ светот. Нашето најголемо богатство, драги мои,
не се станови, коли, куќи, плацеви на водно джабалак што се купуваат. Нашето најголемо богатство се нашите семејства, нашите деца. Нема да дозволиме заради лошо владење ниту едно дете повеќе да ја напушти Република Македонија. Ќе бидеме свесна, совесна, одговорна власт и на државно и на локално ниво. Затоа за младите градиме посебни мерки. Стимулираме отварање на нови работни места, мерки за самовработување, мерки кои што ќе овозможат поголем број на културни настани за да го вратиме духот на Скопје. Нивниот живот да биде осмислен и квалитетен. Така ќе инвестираме во нашата младина. Парите ќе ги вратиме кон граѓаните. Тоа е наша заложба уште од минатите парламентарни избори. Нема како досега малите и средни предпријатија без причина да бидат казнувани и рекетирани од власта, туку ќе обезбедиме поддршка за нив и за развој на тие предпријатија. И да не ги заборавиме нашите најмили, нашите најмали. За нив ќе изградиме градинки, училишта, детски игралишта. Пензионерите, најранливата категорија, оние луѓе кои што нас не израснале, а кои што сме должни сега да им вратиме, ќе мора и ќе го имаат неопходното вистинско внимание, вистинска социјална грижа, вистинска помош. Драги мои сограѓани, овде сакам да промовирам најновата мерка која што свесно не ја запишав во програмата. На Скопје на скопјани ќе им овозможиме да си засадат дрво за секој новородено дете. Секој скопјанин секој граѓанин на Скопје да има собствено дрво во иднината кое што ќе го негува. Тој што не може да го разбере дрвото, тој не може да ја разбере иднината. Овдека се нашите корени, овдека е нашето стебло, овдека е нашата крошна, нашата убавина пред која што јас стојам вечерва. Затоа, драги мои пријатели, ова не се обични локални избори. На овие избори треба да ја завршиме промената. На Скопје и на Македонија да обезбедиме иднина со подобар живот. Иднина каква што заслужувате вие, иднина каква што заслужуваат сите наши сограѓани. Јас со мојот тим, со кандидатите за градоначалници во другите општини кои стојат зад мене и со значајна поддршка од централната власт, тоа ќе го направиме. Другар Зоки, среќен ти роден ден, да си жив и здрав. Ете го, драги мои, нашиот ветер во грбот, за да може да ги реализираме сите овие наши планови, за да го обезбедиме животот за сите во Македонија. Драг мој пријателе, нити со мене, нити со нас нема да ти биде лесно. Постојано ќе бидеме крај тебе и до тебе. Ќе барам, ќе инсистирам, ама нема никогаш да се откажам. Железни порти ќе отварам, ама заедно со тебе и со моите сограѓани ќе изградиме поубаво Скопје. На нашето Скопје му требаат честни, одговорни, истрајни луѓе. Затоа, мои драги скопјани, драги мои сограѓани, почитувани граѓани на Македонија, немаме повеќе ниту еден ден за губење. Мора да го фатиме европскиот чекор, да тргнеме напред кон подобра иднина. Победата ни е тука на дофат за само 7 дена и ние мораме да ја потврдиме, да се погрижиме
секој еден граѓанин да излезе да гласа, да ставиме крај на оваа мрачна приказна за Скопје. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам на 15 октомври сите заедно, масовно, гордо, достоинствено, да гласаме за бројот 19 и да донесеме одлука која што ќе донесе по-безбедна иднина за сите. Решително да ја донесеме вистинската одлука. Сите заедно да гласаме за подобра иднина на нашите деца. Да гласаме за домакинско, за одговорно Скопје. Да гласаме за победничко Скопје. Да гласаме за живот за сите во Скопје. Да гласаме за живот за сите во Македонија.